Политика, економија, земјоделие, време е за дневникот на К1. Што се подготви информативната редакција, ќе погледнете веднаш по најавите на денот. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Илија Димовски со апел до Иванов да не го подпишува указот за законот за јазиците. Лозарите бараат помош од владата. Минатата година најтешка за екзистенција. Новиот закон за трговија на зелените пазари предвидува лиценцирање на пазарџиите. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Илија Димовски со апел до претседателот Ѓорѓе Иванов да не го подпишува указот за законот за јазиците. Димовски најави доколку законот повторно се изгласа, тој ќе поднесе иницијатива пред Уставниот суд за поништување на истиот. Претседателот Ѓорѓе Иванов да не го подпише указот за прогласување на законот за јазици, пратениците во собранието повторно да не го гласаат или доколку тоа се случи, пратеникот Илија Димовски најавува дека ќе поведе иницијатива пред Уставниот суд за поништување на законот. Вака накратко може да се симулира статусот кој на својот Facebook профил денеска го објави пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Димовски пишува и дека процедурата за донесување на овој закон во собранието била целосно неделовничка, а законот бил донесен насила и ја загрозува унитарноста и иднината на државата. Како пратеник во собранието на Република Македонија, апелирам до претседателот на Република Македонија да не го подпише указот за прогласување на овој закон. Тоа негово уставно право никој не може да го оспори, посебно затоа што во овој случај има десетици и десетици аргументи. До пратениците во собрание на Република Македонија да не гласаат за овој закон кога тој повторно ќе се врати на седница во собрание на Република Македонија. Верувам дека барем 10 пратеници од СДСМ до тогаш ќе разберат каква голема непоправлива штета нанесуваат на сопствената држава. Димовски пишува дека овој документ не треба да помине, дека сите треба да работиме на документ во согласно со уставот и меѓународните стандарди и најави доколку и повтор пат биде изгласан во собранието, тој ќе поведе иницијатива пред Уставниот суд за поништување на истиот. Оти според пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Илија Димовски, тој нема да донесе добро за државата и нејзините граѓани. Лозарите бараат помош од владата, бидејќи минатата година имаа најтешката за својата екзистенција. Пролетните измрзнувања доведоа до 70% намалување на родот за разлика од претходните години. Кон вчерашниот протест поддршка даде и претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци Зоран Јованчев. Председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци Зоран Јованчев го посети вчерашниот протест на земјоделците кои протестираа пред винаријата Стефани за неисплатеното грозје од 2010 година па наваму. Јованчев им даде поддршка на лозарите и апелираше винарските визби во најбрз временски период да го подмират долгот кон нив, за да можат истите да ја стартуваат годината со подобрена финансиска состојба. Оваа година, почетокот на новата година ја стартувавме со неповолни мерки за граѓаните на општина Кавадарци од типот на поскапувањето на бензинот кој што веќе е од 1 евро, неисплатените субвенции, неисплатените обврски за предаденото винско грозје од одредени винарии. Затоа тука сакам да упатам апел да се потрудат винарските визби да го сторат тоа што е во поскорен можен рок, односно во најбрз можен рок, за да може да ја стартуваат земјоделците оваа нова реколта со подобрени финансиски резултати. Јованчев упати апел владата да ја исполни мерката за обештетување на лозарите, чии што лозови насади ги зафати мразот на 2 пати минатата година, со што вкупниот род во тиквешијата беше 70% помал за разлика од претходните години. Лозарите минатата година ја поминаа најтешката година за нивната екзистенција. Тие велат дека доколку државата не им помогне и не им ги исплати дополнителните 2 денари субвенции за килограм предадено грозје во регистрирани винарии, дефинитивно лозарството ќе притрпи високи штети, а грозјето годинава ќе заврши на улица. Не знаеме кај да се обратиме, ќе продолжиме и понатаму да штрекуваме се додека вие лозари не си ги исплатат парите. Значи срамно е вовиш. Партиски не сме определени,
и ја ќе ги водам вие луѓе се додека можам. Значи, во е срамно и греота е на вилозари. Погледнете, да не речам, половина се над 50 години. И они да се бијат шега со вие, значи срамно е. Вика нека формира СДС ваква влада, тоа беше уште во февруар месец. И че ми обечаа да ми обезбедат со пониска камата кредит, тоа уште пред купец за вара. И од тоа не излезе ништо. Излезе или Бетијан тогаш тоа ќе го исплатиме. Гројство за избор помина, па народот стана извисен. И сега ние треба да направиме некоја тело тука, али па со помош на владата, да видиме со банките. Таа банка колку кошта виното сега што се продаде. Па колку ќе остане? Дали од цистерните и тие ќе се продадат? Дали ќе остане за нас? Ако не остане за нас, тогаш џаба не се обидеме тука, него треба со 2 автобуси, со 3, сите пред владата, затоа што они го дозволија во една година се на власт. Протестот на лозарите денеска е ставен во мирување. Рекоа дека очекуваат одговор од владата. Доколку тие не превземат никакви мерки, ќе продолжат со радикализација на протестот и блокирање на патишта. Министерството за земјоделство предлага да престане да важи условот за плаќање на заостанатите давачки за земјоделците. Целта е да не го изгубат правото за субвенции. За измените треба да се изјаснат и владата и собранието. Со цел да не го изгубат правото за субвенции, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство предлага да престане да важи условот за плаќање на заостанатите давачки за земјоделците. Истото има за цел да не го изгубат правото за субвенции. Во измените за давачките, за кои е надлежна управата за јавни приходи, и условот да се платат сите долгови од користењето на средствата од странските фондови, се предлага да бидат избришани. Земјоделците во иднина ќе ги добиваат субвенциите, без разлика дали имаат долгови кон УЈП, доколку овој предлог се донесе. За навремено плаќање останува само обврските за закупнината за државното земјоделско земјиште, пашарината, водниот надоместок и концесијата за рибарство и за ловство, давачки за кои останува правото. Платежната агенција да може да изврши пребивање на долговите од одобрената субвенција. Нов закон за трговија на зелените пазари. Пазарџиите ќе мора да имаат лиценца за да продаваат. Од Комората на трговци велат дека законот е подеднакво поволен и за пазарџиите и за државата. Пазарџијата за да добие лиценца ќе треба да докаже дека поседува тезга под закуп. Повеќе во прилогот во продолжение. Информацијата дека продавачите на зелените пазари ќе треба да имаат лиценца доколку сакаат и понатаму да се занимаваат со оваа дејност, за велешките пазарџи е изненадувачка. К1 телевизија денеска беше на градскиот пазар, разговараше со пазарџиите, но ниту еден од нив не сакаше пред камера да го каже својот став. Велат се потешко се обезбедува екзистенција, а сега и лиценци, а можеби и подобро ќе биде. Порано требаше да регистрираме фирми, па се зборуваше за фискализација. Се од нас нешто се бара, ама ништо да ни дадат. Работиме во лоши услови, на отворено, на дожд и сонце, велат пазарџиите во неформалниот разговор. Новиот закон за трговија на зелените пазари пратениците во Собранието на Република Македонија го изгласаа на 11 овој месец. Од Комората на трговци со став, законот е подеднакво поволен и за пазарџиите и за државата. Пазарџијата за да добие лиценца ќе треба да докаже дека поседува тезга под закуп, истата ја издава Комората на трговци и ќе има важност од 1 година. Со добивање на лиценцата пазарџиите го имаат истиот статут како и земјоделец поединец, па за плаќање на придонесите за пензиско и здравствено осигурување ќе се пресметува по пониска стапка. Бенефитот на државата е во тоа што секој пазарџија со добивање на лиценцата ќе фигурираат како вработени по автоматизам. Овој закон треба да го реши проблемот со нелојалната конкуренција. Без лиценца на зелените пазари нема да може да се продава. Човечки труп во фаза на распаѓање пронајден во водите на Вардар. Екипа од единицата за специјални задачи излегла на лице место, но поради временските услови и непристапниот терен не успеале да го извадат телото од водите на реката. Валентина Михаловска со деталите.
Труп на маж во фаза на распаѓање е пронајден во водите на реката Вардар во близина на село Сопот. Телото било заглавено меѓу карпите, а случајот бил пријавен во секторот за внатрешни работи Велес вчера околу 12 часот и 30 минути. Екипа од единицата за специјални задачи излегла на лице место, но поради временските услови и непристапниот терен не успеале да го извадат телото од водите на реката. Денеска припадници на единицата за специјални задачи продолжија со преземање мерки за вадење на телото од водата. Истото е извадено од водата и предадено на обдукција. Сообраќајна несреќа се случила вчера попладне на магистралниот пат Градско Прилеп на крстосницата кај мотел Дреново, во која е повреден пешак. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека пешакот е пренесен во јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци, а оттаму пренесен во клинички центар Скопје. 31-годишен пешак е повреден во сообраќајна несреќа која се случила вчера попладне на магистралниот пат Градско Прилеп на крстосницата кај мотел Дреново. Несреќата се случила кога патнички автомобил марка Ауди А6 со кумановски регистарски ознаки, управуван од 50-годишниот СС, удрил во пешакот кој е пренесен во јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци, а по укажаната медицинска помош и утврдување на повредите е пренесен во клинички центар Скопје. По овластување од основно јавно обвинителство, увид на местото на настанот изврши екипа од полициската станица од Општа надлежност Кавадарци. Се зголемува бројот на пожари во Кавадарци и Росоман. Во 2017 година имало 60 пожари повеќе отколку во 2016 година. Минатата година бројот на евидентирани интервенции на територијалната противпожарна станица од Кавадарци изнесува 230, од кои 70 пожари на отворено, 150 во градот и 10 технички зафати при сообраќајни несреќи. Најчесто прв причинител за пожар во зимскиот период се неисчистените уџаци, а втор е застарената електрична инсталација. 230 пожари, односно евидентирани интервенции, се регистрирани на територијата на општините Кавадарци и Росоман изминатата година. Од нив 70 пожари се на отворено, 150 во градот и 10 технички зафати при сообраќајни несреќи, соопштија од територијалната противпожарна единица од Кавадарци. За разлика од минатата година, во 2016 имало вкупно 170, што значи бројот на пожари се зголемил за 60 повеќе во 2017. Во овој период од годината најактуелни се пожарите кои настануваат поради неисчистени или несоодветно изградени уџаци. Дел од домаќинствата не ги почитуваат препораките за редовно чистење кои ги упатуваат пожарникарите, а други пак не обрнуваат внимание на апелите за нивно правилно изведување и избегнување на дрвени површини при изградба на оџак. Покрај оџаците, втор причинител за пожар во зимскиот период е застарената електрична инсталација и постари електрични мрежи, на кои се приклучуваат повеќе грејни тела и затоа доаѓа до преоптеретеност на мрежата и избувнување на пожар. Од противпожарната станица препорачуваат да се превземат превентивни мерки како не би дошло до несакани последици. Пратениците на ВМРО-ДПМН ќе се вратат во четврток во собраниските клупи за да го слушнат обраќањето на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, потврдуваат од партијата. Од ВМРО-ДПМН велат дека остануваат со политиката ориентирана кон ЕУ и НАТО и потврдуваат дека пратениците од најголемата опозицијска партија во државата ќе присуствуваат на обраќањето на генералниот секретар на НАТО. Се уште нема информација дали ВМРО-ДПМН е понатаму ќе се врати во законодавниот дом. Вести од Македонија. Утре во Њу Јорк ќе се одржи нова рунда преговори, втори од нивното обновување меѓу преговарачите на Македонија и на Грција Васко Наумовски и Адамантиос Василакис со посредништво на медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц.
Посредникот во преговорите за името ќе се состане со преговарачите во напорите да се пронајде решение за речиси 3-деценискиот спор за името меѓу двете земји, која е кочница за европската и евроатланската интеграција на Македонија. Нимиц напоменал дека постојат и други прашања освен името, како што се неговата употреба, но и прашањето за идентитетот, кое, како што рече, предизвикува голема загриженост во Македонија. Претходната рунда преговори, која беше прва по 3-годишниот застој во процесот, се одржа во Брисел на 11 и 12 декември, кога беше најавено дека Нимиц секој месец ќе одржува средби со преговарачите со цел да се најде решение. Новата рунда разговори доаѓа во период на интензивирани активности и оптимизам во Скопје, Атина, Брисел и Вашингтон за конечно затворање на спорот. На состанокот во Њу Јорк се очекува Нимиц да стави на маса потенцијална рамка за надминување на разликите околу името. Премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас изминатите денови изјавија дека постојат можности да се најде решение за спорот во првата половина на 2018 година. Има позитивен момент во Скопје и Атина за решавање на долгогодишниот проблем со името, изјавил медијаторот за името Метју Нимиц пред утрешната средба во Њу Јорк. Низ годините јас дадов разни сугестии, некои од нив биле корисни за една од земјите, некогаш пак тие биле корисни за другата земја. Ке се потрудам да ги земам предвид елементите кои сум ги слушнал и од двете страни. Не сум представил ниту една идеја во последниве неколку години. Не беше соодветно да давам идеи со оглед на тоа што се случуваше, но сега мислам дека имаме добри преговарачи. Василакис е искусен и го познава прашањето многу добро. Исто така и Наумовски е многу ефективен дипломат. Тие се и колеги и ќе се обидеме со некои идеи, вели Нимиц во интервју за грчката национална телевизија ЕРТ. Нимиц вели дека новата влада во Скопје е заинтересирана да го реши прашањето за името, а позитивен момент има меѓу двете земји. На првата седница која ја одржа извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, го осуди политичкиот прогон од страна на власта, кој преку правосудните органи се крши врз пратеници, уметници, полициски службеници и останати лица, чиј единствен греф е тоа што имале храброст гласно да се спротистават на антидржавните политики на актуелната власт. Носењето на неуставниот закон за двојазичност и ратификувањето на асиметричниот договор со Бугарија, со кој што ќе се брише македонската историја, се доказ дека штетните антидржавни политики на СДСМ, на кои што пред изборите предупредуваше ВМРО ДПМНЕ, стануваат реалност, оценуваат од ВМРО ДПМНЕ. Ваквите политики, според извршниот комитет, ја редефинираат Република Македонија и нанесуваат штети на долг рок, кои нема да може да се надоместат. Ја анализирали и економската политика, за која сметаат дека е катастрофална и земјата ја води во банкрот. Работата на локалната самоуправа, предводена од СДСМ, според извршниот комитет, е уште една потврда на нивната неспособност и безидејност. Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ го осуди политичкото насилство на СДСМ, манифестирано преку стотици отпуштања од работа, деградирања и раскинување на договори. Дваесетина луѓе се повредени, неколкумина заробени во урнатините на зградата во која се случи експлозија, веројатно предизвикана од плин. Полицијата во белгискиот град Антверпен соопшти дека инцидентот не се поврзува со тероризам. Детонацијата се случила во познат италијански ресторан. По серијата бомбашки напади во текот на минатата година во Белгија се зголемени безбедносните мерки. Вести од светот. Полицијата во Калифорнија пронашла 13 лице на возраст од 2 до 29 години, кои биле заробени и држани во куќа, а некои од нив со ланци биле врзани за кревет. Поради злоставување на деца, уапсени се родителите Дейвид Ален Турпин и Луис Ана Турпин, пренесува BBC. Тие биле пронајдени во една куќа во Перис, 85 километри југоисточно од Лос Анџелес, навела полицијата. Се верува дека станува збор за браќа и сестри,
Associated Press пренесува дека полицијата ја алармирала 17-годишна тинејџерка која успеала да побегне од куќата. Полицијата наведува дека заробениците се недоволно нахранети. Од канцеларијата на шерифот соопштено е дека неколку деца биле врзани со ланци за кревет. Сите жртви се префрлени во болница. Лидерот на граѓанската иницијатива Србија демократија правда Оливер Ивановиќ е убиен. Веста во јавноста ја потврди неговиот адвокат Небојша Влајќ. Полицијата потврдува дека се случил вооружен инцидент, но детали засега не открива. Како што пренесуваат косовските медиуми, во Ивановиќ пукано било додека тој влегувал во просториите на неговата партија. Инаку Оливер Ивановиќ до неодамна беше во притвор под обвинение за воени злосторства, неодамна беше пуштен да се брани од слобода. Тој е лидер на косовските срби. На последните парламентарни избори беше носител на листа, а на локалните избори кои се одржаа во октомври минатата година, четворица негови сопартијци поради притисок и заплашување се повлекува од изборната трка. Оливер Ивановиќ од 2008 до 2012 година беше државен секретар во Српското министерство за Косово и Метохија. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со умерен во западните делови засилен југозападен ветер. Максималната температура се движеше во интервалот 4 до 11 степени. Утре предпладне во западните делови ќе има врнежи од дожд, а само на повисоките планини снег. Попладне врнежите ќе се интензивираат и ќе се прошират насекаде. Пообилни врнежи ќе има во западните подрачја, ќе дува засилен југозападен ветер. Поради брз продор на студена воздушна маса проследен со засилен северен ветер, во вечерните и ноќните часови врнежите ќе преминуваат во снег и на некои пониски места, особено во северните и западните подрачја. Во четврток ќе биде студено со засилен северен ветер. Нови врнежи се очекуваат од сабота попладне. Метеоинформациите се последни во дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со К1. Пријатно.